почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани министри, господине премиер, не знам дали прв пат доаѓате во Собранието на Република Македонија после изгласувањето на капитулантскиот договор со Грција за промена на нашето уставно име. Ако сте прв пат после тоа тука во Собранието на Република Македонија, тогаш колегите пратеници од парламентарното мнозинство требаше да ве научат дека ние имаме една пракса овде во Собранието, или адет како сакате, дека за новороденче, па макар било и генетски модифициран организам, како што вие направивте од древната Македонија, денес требаше да донесете макици. Бидејќи сега сме ГМО новороденче, полно со сите, како кажавте, вбризгани отрови на овој свет, кои што ќе донесат раздор во националното ткиво, ќе донесат меѓусебна омраза и она ваша позната флоскула која што употребувате, едно општество за сите, ве молам, немојте понатаму да ја употребувате, бидејќи од моментот на потпишувањето на договорот таа веќе не важи. Сите оние, почитувани колеги, кои во минатото, со разни методи, на разни начини, се обидувале да го уништат македонското, Македонија, македонецот, на разни начини, со разни механизми, со разни алатки, тоа не успеале да го направат. Но знаете ли нашите мудреци што кажале? Дека ние од главата си патиме и дека некој, некогаш, ако го уништи ова парче земја, тоа ќе биде направено исклучиво само од македонец за одредени цели и тоа за жал бидна. Допрва, ова генетско модифицирано новороденче ќе треба да ги учи првите почетни зборови, првите букви и да ги направи првите чекори, бидејќи ова новородиче е без идентитет и без карактер. И со ова што се направи или што направивте, за жал македонците нема повеќе да бидат своји на своето, нема да бидат староседелци на ова парче земја, а сите дојденци кои што го населиле пред 2, пред 3, пред 50, пред 100 години, согласно овој капитулантски договор, ќе имаат поголемо право врз ова парче земја отколку ние староседелците. Ова новороденче нема да има минато, бидејќи е вештачка творевина господја Шекеринске. Нема корени, нема идентитет, нема на што да се протпре во минатото. Тоа направивте. А замислете, имавме нешто што секоја една земја би посакала да го има. Имавме повеќе вековна историја за себе, богата културна ризница, традиција со своји посебни обичаи и адети. Си имавме посебен македонски јазик, различен од другите кои што го говорат само оние кои што живеат на оваа територија и оние кои што за жал од кои што вие се откажавте со договорот и сега тие не знаат каде се и кому припаѓат. Не сакавте дури да отидете да направите чест на зачерашната средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, бидејќи и од нив се откажавте. И вие со овој договор сакате да му го направите на македонскиот народ онај што некој пред 60 години му го направил на тие луѓе. Што сакате да направите? Да ги подсетите за голготата која што е направена? Жалосни се, почитувани граѓани, сите овие моменти на дерогирање на македонскиот код по кој што си единствен и си препознатлив. Едно колку за факт, сите премиери на држави, вклучувајќи го и нашиот премиер, пред да седне на тоа столче, пред Уставот на Република Македонија во оваа сала на Собранието, на се уште непрекрстена Македонија, а се молам искрено, верувам дека и нема тоа да се случи, ќе остане за веки веков, и пред цела македонска јавност положивте заклетва и се заколнавте дека совесно, честно и одговорно ќе извршувате функција претседател на владата на Република Македонија и дека нема да дозволите да дојде до загрозување на македонскиот идентитет, јазик, култура. Што се случува, почитувани граѓани, после 15 месеци од оваа заклетва дадена, ќе повторам, во домот
на Република Македонија, односно во собранието. Уставот и законите се прекршени толку многу пати, што се прашувам дали е потребно воопшто во Република Македонија да имаме устав и закони, кога првиот човек на владата на Република Македонија, кој дал заклетва дека ќе го штити уставот, тој веќе го прекршува. Парадоксот оди до тој степен и огромен што на прашањето околу кршење на устав, негово непочитување, менување, од председателот на владата во минатото имаме толку многу изјави кои што веќе не знаеме кои од нив се веродостојни. И еве ќе ве потсетам на некои од нив. На митинзите во предизборието на предвремените парламентарни избори говоревте: слушам како тоа некој би ја предал Македонија, како тоа некој ќе тргувал со Македонија, колку тоа го болело срцето и затоа ќе се случила катаклизма од кој што срцето ќе ги боли. Точно, секој еден кој што си ја сака и кој што си ја почитува својата земја, со овој договор и срцето му е скинато и осквернавена душата. Но вие од патриотизам, почитуван господине Заев, одамна се откажавте и кажавте дека патриотизмот на Социјалдемократскиот сојуз и не ви лежи. Вие бевте истиот Заев кој ветуваше, обедуваше, се колнеше во немилото дека нема да се менува уставот, нема да му се наштети на идентитетот, на јазикот, дека нашиот јазик ќе биде наш, македонски единствен, името ќе се реши на начин кој нема да предизвика ниту грам болка кај ниту еден македонец. На прашањето кои се вашите црвени линии, вие ако не се лажам пред неколку години одговоривте националното име, јазик, идентитет и дека вашата македонска жичка, ама баш никој не смее да ја гимне и затоа ќе си има работа со вас. Вие знаете како не убедувавте и ни кажувавте. Знаете ли колку земји во светот нас не имаат признаено под името Република Македонија? И стално ја земавте Америка како пример и викавте: што ќе му кажеме ние сега на Конгресот дека сгрешил кога одлучил да не признае под уставното име? Ова се ваши зборови. Не е тоа така едноставно, викавте. Вие не кажувавте дека ако САД не има признато под уставното име Република Македонија, како ние сега тоа да го менуваме? Како ќе му кажеме на САД за тоа? Па како ќе ги напишете писмата до сите земји дека вие се откажавте од Република Македонија? Сиот овој период игравте нечесно. Се ставивте на една карта, сметајќи дека Европската Унија ќе ви прогледа низ прсти и со протекција ќе ви даде датум за преговори. Вие ги урнисавте сите претходни преговарачки позиции кои што претходните влади на Република Македонија ги водеа. Вие самите разоткривте дека предлогот кој што вие и Шекеринска и Димитров им го предложивте на грците ерга омнес и Лиденска Македонија, тоа беше еден многу опасен трик. Но знаете како ни викавте тогаш? И Лиденска Македонија, ајде патриоти да ве видиме, каде сте сега? Па тука беше трикот. Грците не го прифатија тоа, ама затоа го прифатија ерга омнес. Тука беше трикот. Како и со извештајот на Европската комисија, така и со датумот за преговори направивте еуфорија дека готово веќе влеговме во ЕУ, за веднаш да бидете ошамарени од Европската Унија, затоа што нокаутот ќе следи во 2019 година. Не може со оцена 1+ да ви се изгласа одлука за добивање на датум за преговори. За жал, наискрено ја очекувавме сите ние, како македонци, но добивме само заклучоци или условена препорака во која се вели дека мора да се спроведе договорот со Грција, а тоа значи промена на устав за да се промени уставното име на Република Македонија и други услови кои што се во него наведени. И ако се констатира дека ова е задоволувачки, тогаш во 2019 година Советот на Европската Унија зошто повторно би се враќал назад за да донесе одлука за датум на преговори. Но ова ви е многу добро смислено, точно референдумски, пред самиот референдум. Вие, почитуван господине премиер, со овај договор, за жал, вие себе си се делегитимиравте и вие не можете да седите повеќе на тоа столче затоа што го продадовте. Затоа во овој момент сметам дека кога сте нелегитимни, немам кому да поставам пратеничко прашање, затоа што
Ако се постави пратеничко прашање на нелегитимен субјект, тогаш истото е рамно на неважечко, некредибилно и невалидно. Доста му е на македонскиот народ од вакви невалидни прашања. Немам прашања по читување талата период.